Пратениците при носењето закони во континуитет го користат механизмот на скратена постапка, со што создаваат перцепција во јавноста дека се корумпирани и работат под политички терк, алармираат од Институтот за демократија. Податоците покажуваат дека само од почетокот на годинава до месец април, од 66 закони предложени од страна на пратениците, 59 биле донесени по скратена постапка. Дополнително минатата година од вкупно 314. Податоците на Институтот покажуваат дека само 105 закони биле на предлог на пратениците, што значи дека не биле предмет на проценка на регулатива, ниту на антикорупцијска проверка на легислативата. Не треба да не зачуди констатацијата на граѓаните, односно нивната перцепција согласно извештајот за проценка на корупција од 2023 година, каде што за граѓаните речиси 80% од граѓаните пратениците се едни од најкорумпираните професии во државата. Од тука тоа што е битно е во наредната година да се посветиме во на многу поголема надзорна расправа која ќе се случува во рамки на собранието. Корупцијата е најголемиот проблем на општеството, а собранието и пратениците во својата улога како надзор врз институциите што ги избираат имаат клучна улога во борбата против неа, смета Миша Поповик од Институтот за демократија. И тој е согласен дека е потребно да се организира што поголем број на надзорни расправи во собранието, наместо да расте политичката поларизација. Потребно е да видиме повеќе надзорни расправи. Едноставно, улогата на собранието е тоа да практично биде полицаец на некој начин врз институциите. Институтот за демократија Societas Civilis организираше тркалезна маса на тема докаде е собранието со борбата против корупцијата, на која беше анализирано со какви пречки се соочуваат институциите во борбата против корупцијата и што се било преземено во изминатите 12 месеци од страна на собранието за спроведување на антикорупцијски политики.